За децата без родители и родителска грижа, лицата со интелектуална попреченост од порака наша и корисниците на Дневниот центар за лица со посебни потреби, кој е под надлежност на Министерството за труд и социјална политика, традиционално општина Куманово обезбеди новогодишни пакетчиња кои им ги врачи Дедо Мраз, а потоа имаа можност и да се фотографираат со најсаканиот дедо. Оваа година исто така обезбедивме и поголем број на пакетчиња за лицата од ниската социјална средина на граѓаните на општина Куманово. Еден дел ќе бидат поделени преку невладините здруженија и организации и на децата роми и на други наши сограѓани, се со цел во пресрет на овој празник, барем на момент да им го проубавиме детскиот жагор и живот и на нив и на нивните семејства. Оваа година општина Куманово нема да има традиционално новогодишно китење. Рековме дека тие средства ќе се заштедат и следната година ќе бидат инвестирани во еден енергетско ефикасен проект, а тоа би бил проектот поставување на соларни панели на градскиот базен, каде што на овој јавен објект би се направиле поголеми заштеди во делот на потрошувачка на електрична енергија и тоа би бил еден наш допринос за енергетската криза. 30 на деца без родители од општина Куманово се сместени во 8 згрижувачки семејства, информира педагогот Наџие Мустафа од Центарот за социјална работа. Имамо и тие старатели што су згрижувачи, ама од блиските сродници што су. Тие су повозрастни, а овие су за сега згрижувачки семејства професионални и се грижат добро за деца и воспитуваат. И сме задоволни од нима и од згрижувачите, затоа што ги имаме некои згрижувачки што су ни поодамна, по долг временски период и имаме некои што ќе ни одат и у пензија уште малку, а ни су згрижувачи. Може да се сместат 5 здрави деца во едно згрижувачко семејство, па потоа има 3 со лесна, со тешка по едно дете, затоа што имаме згрижувач што и со тешка ментална го има едно дете. Затоа толку му е капацитет за грижење. Затоа и како секоја година градоначалникот ни ќе ги усреќи овие деца со пажња по едно пакетчиња и се презадоволни. По повод новогодишните празници, Деновиве Димитриевски подели новогодишни пакетчиња и во Здруженијето за глуви и наглуви лица во Куманово и на дечиња од ромската етничка заедница.